Добар ден, почитувани, точно е 17 часот и 15 минути. Денес четврток ќе зборуваме за теми од културата, од забавата. Токму затоа ги имам моите две прекрасни дами во студиото со кои што ќе зборувам за етновешта жена, и тоа ја имам госпоѓа Елинка Тодорова и Виолета Митровска, кои што не се од Сдруженијето на вешти жени во Струмица. Најпрво добро дојдовте во отвореното студио. Добро ве најдовме. Чест ние што не поканивте. Етно вешта жена, вешта жена. Која е разликата, од кого да почнеме? Еве, повелете по ваш избор. Ќе отстапам место на Елинка. Ајде. Прво да ве поздравам сите вас и слушателите и гледачите на ова прекрасна емисија. Па разликата е во тоа што во етно вешта жена, значи сите градови, значи ја истакнуваме традицијата во градовите. Значи ние години уназад секој пат нашите маси и да кажам дека етно вешта жена ја имаме во лето, кога завршуваат главните манифестации на вешта жена. Значи тогаш се прави во град каде ќе се падне паричката, значи тогаш има погача, се дели меѓу градовите и каде е паричката, таму и се одржува и етно вешта жена. А ова манифестација е пред вешта жена, значи се одржува ноември и декември. Разликата е тоа што, рековме дека секој град ја изработуваме нешто што е етно препознатливо за нашите градови. Така, па еве, Вили ќе објасни оваа година што ние рачунаме да биде во нашиот град. Оваа година етно жена е под името Фантазија од брашно. Зошто токму така, еве, зошто одговте по еден друг начин оваа година да се представите за овој настан етно вешта жена? Мене чест ми е да ја најавам втор пат поред етно вешта жена. Традицијата, значи, веќе е одамна како гранка, нели, од вешта жена. Малце поинаку одлучивме да го назначиме за да биде поинтересно пред граѓаните, бидејќи се одржува на ниво на цела Македонија. Значи, во кругот на етно вешта жена избравме да биде Фантазија од брашно. Значи, да изработиме традиционални производи од брашно, погачи, чуреци. Значи, секој град си има некоја традиција. Значи, ние тука имаме, еве сега, во самиот амбиент, значи, кога е време идат прекрасни празници. Наближува празникот Свети 15 великомаченици. Тоа е празник на нашиот град, нели? Свети Аранхел, Михаил и Свети Никола. И така дојдовме до идеја, значи, да бидат носители овие прекрасни православни христијански празници и нешто во тој стил да изработиме, значи, интересно, да биде видливо за сите луѓе што ќе не посетат, да биде интересно. Значи, не само што ја зачувуваме традицијата на етното, на Струмица, на Македонија, нели, македонски традиционални работи, со тој начин правиме малце по-различно да биде кај луѓето, значи да не ги гледат сите исти работи, нешто да биде по секој новитет е добродеден за нашите граѓани, посебно за сите оние гурмани и љубители на вашата работа кои што редовно ве пратат и секаде се по вашите манифестации, ги знаат вашите изработки. Убаво кога можете на граѓаните да ги изненадите со нешто ново, нешто кое што досега не сте го сработиле. Фантазија од брашно е денешното име на етно вешта жена, што во детали ќе се случува и што различно да очекуваат оваа година посетителите на овој настан, да им еве да објасниме на гледачите. Слободно кој сака може да повели. Значи, прво да кажеме, значи никој не сме ограничени кој што ќе изработиме, значи фантазијата ќе биде препуштена на нас самите. Само, значи, планираме за големата погачка што веќе ја испланиравме да биде во склоп на гостите. Значи, тука рачунаме испод 5-6 килограми, значи да изнесува погачката, изработката на погачката, а другите не знам. Значи, се ќе биде изненадување, па да не им приредиме да знаат веќе што. Значи, тоа ќе биде секоја жена што самата си замислила. Предизвик е да дојдат затоа што они се навикнати, мислам, гледачите, посетителите, гостите нашите се навикнати да гледаат торти, но сега ќе гледаат нешто друго што стварно мислам дека ќе ги задоволиме. Затоа ги каниме да повелат. Јас би се надоврзала само момент, значи во контекст на
зборовите што ги кажа Илинка. Темата ја избравме, нели, поради престојните празници и си одберивме 3 значи светци, Свети 15, Свети Михаил Архангел и Свети Никола. Така да дел од жените ќе имат слободни теми, дел од жените ќе правиме значи во чест на тие празници. Изработките значи ќе ни бидат погачи и некои детали, меѓутоа сите тие ќе бидат декорирани. Значи не секоја домакинка нели што знае да прави погачи, и пити и баници, нели не се фокусират повеќе на вкусот, не толку на декорацијата. Меѓутоа ние сега ќе удриме фокус на декорацијата, значи да ни бидат погачите декорирани, да има што да видат, да биде интересно. И затоа сакаме да го нагласиме тоа, значи да повелят, да дојдат, има што да видат. Значи нема да бидат класични погачи и пити, него тоа ќе бидат декорирани по склоп на сите тие празници. И сето тоа, например, што ќе биде направено, ќе биде дадено на лицитација. Значи ќе имат услови, кој сака и кој е мераклија за тестенини, може да се ги купа. Да, исто така како што се вели со овие декорации, да ти е жал да ја расечеш, да ја раскршиш погачата, него само да ја гледаш и да ја уживаш во нејзината убавина. Еве вие како домакинки, како вешти жени редовно правите, претпоставувам, по дома, колку еве за една обична погача треба килограми брашно да се потроши, да направиме една вака нели разлика меѓу над 5 килограми брашно, што може да очекуваат присутните за каква погача ќе станува збор, од еве да речеме 1 килограм е потребна за обична, па од 5-6 килограми колку би била таа и дали најдовте еве соодветна печка каде би ја подготвили, односно испечеле оваа погача? Па ние постојано се допитуваме, значи идејата беше да биде джиновска погача, нели секој дома си приготвува според фамилијата, значи една класична изработка на една погача е 1 кило брашно. Не можеш нели изгледа вака тука некаде, па сега толку околу килограми. Сега за ваква джиновска погача која би била малце нели од поголеми размери, се допитуваме значи да најдеме негде спонзор да ни ја испечат во тие пекарите што ги имаме тука во Струмица. Така да неколку веќе имаме, мислам дека ќе најдеме место каде да ја испечеме, нема да има проблем за тоа. Ќе ставаме 3 парички внатре, кажах и претходно, нели? Да... А колку раце за месење ги треба или пак и на мусина ќе месете? Не, рачно. Енергијата ќе ја пренесеме значи од нас во погачата, позитивноста, значи среќата, берикетноста, значи ќе посакаме на целиот град, значи нашата изработка е со љубов, со домашно, со енергија, значи не вештачко или да биде, значи нашата љубов. Значи погачката се договоривме дека сите ќе се собреме на едно место. Значи сите ќе ја работиме погачката. Околу колку жени станува збор? Па 8. Тоа се 8 по 2, 16 раци. Да. Па ако не е убава, сега верувам вредни раци. Да, верувам оти ќе биде, да. Сакаме значи големата погачка да биде, значи да бидеме сите присутни и да ја изработиме заеднички, тоа е и декорирана и направена, значи она што следува локумче, па желе бомбонче. Да, класична погача, значи класична погача, как се викаше, славска погача. За слава. Со суво грозде, со локумче, со ванила. Традиционални струмички погачи, значи се што оставам внатре ќе биде доставено и таму. Само да ги информираме гледачите, еве зборуваме ние за самиот настан, за што се нели тие може да очекуваат токму на етновешта жена под името Фантазија од брашно, меѓутоа каде ќе се одвива? Не напоменавме, па еве повелете да ги информираме гледачите каде ќе се одвива, во колку часот. И нормално како тие може да, дали секој може да дојде или пак има некоја парципација за учество токму на настанот? Го договоривме во ресторанчето, новото отворено ресторанче под Оревчето. Значи зад Свети Димитрije црквата, мислам таму некаде е, знаат го луѓето. Картите се во продажба, веќе дел од картите се распродадени, мислам дека има уште нешто кај колешките останато, значи ние на самиот евент на Facebook имаме објавено, значи наши контакти, имаме плакати ставено некаде по тие познатите објекти и еден со друг се информираат, значи еден од друг. Мене денеска ми се јавија премногу луѓе да ме прашат има ли карти, значи тај што сака да се дојде се информира, од прилика знаат кога е настанот, од прилика веќе очекуваат ноември месец да се деси нешто и не побаруваат, не знаат. Цената, да се не доврзаме на тоа, значи цената е 350 денари. Па се уште има карти, значи можат слободно да се јават, затоа сакаме да биде
барем 2 дена пред настанот, затоа што после, знаеш, ние мора да ги објавиме картите, да за местата. За места таму самиот ресторант веќе не ги барат, знаеш, броевите, така ете ги замолуваме кој сака да се јави малку понапред. Да, до петок да бидат Да, треба да пријавиме колку места ќе има, значи тука во цената значи влегува пристоен оброк, значи има ручек, престоен со еден пијалок. Да. Сигурно сите оние кои што ве пратат знаат зашто точно станува збор, цената ја знаат, го знаат местото, почетокот, дали рековте во колку часот ќе започне? 17 часот. Во 17 часот. Еве и ова наше отворено студио нека биде еден апел, една промоција на вашиот настан. Се надевам дека ќе биде со големи размери посетено и сите оние кои што ќе си ги купат овие погачи кои што ќе бидат нели на една лицитација, дека нема да зажалат, ќе бидат превкусни, во тоа не треба да се сомневаме, само да еве вака да им напоменеме на гледачите која година поред и зошто ова година малку поразлична ви дојде како идеја, нели да не се повторуваме со етно вешта жена, ова година фантазија од брашно. Дали тоа значи нели како идеја плюс, меѓутоа и што да очекуваат сите оние кои што ве пратат, пред се нели жените како ваши поголемиот дел од жените ве пратат, што да очекуваат во иднина од вас? Прво да кажем, значи ние 3-та година во Струмица ја одржуваме етно вешта жена, а во другите градови, мислам, постои повеќе градови, а што е причината, мислам дека тоа е ние организаторите, значи не сме се потрудили, наша е грешката сепак, а летните, значи, со години уназад ги посетуваме и ние, значи, со години уназад секој пат беше нашата маса тримерска маса. Значи, ние Струмица бевме препознатливи по тоа, значи, по тримерската маса и баш се мисливме дали, ама некако времето не ни се уклопува да ја презентираме тримерската маса сега, затоа што времето не е сега за тримери, и затоа речевме затоа што со години и лани веќе презентиравме нешто од нашата храна и оставаме, значи, тримерската маса секој пат ја оставаме кога сме на републичките етно вешта жена и така сакаме нешто ново, значи да понудиме на нашиот град нешто ново и затоа ја смисливме, значи, да биде оваа година нешто. Сепак ни беа предизвик нашите празници и затоа што на секој празник ние знаеме дека значи прво и основно е погачката. Значи кога одиме во црква прво е погачката. Па затоа така ни дојде идејата да биде фантазија од брашно, но сепак во склоп на нашите прекрасни празници. Да биде тоа еден Гинис струмички за подготовка на една таква голема погача. Мислам дека ќе успеете, бидејќи секогаш се трудите, секогаш имате идеја, а кога човек се труди пред секога и во тим како што сте вие, не верувам дека би требало да има некакви неочекувани, нели, несакани, како се вели, финишот да ви биде како што сте си го замислиле. Секогаш сме успешни, значи имаме толку, мислам, тимот ни е толку креативен, сите сме креативни, сите по нешто додаваме, па заеднички одлучуваме и секогаш сме успешни, секој пат е интересно. И аз ќе напоменам дека во забавниот дел, зашто ги избравме Иле и Миле, викам Иле и Миле се токму група со традиција, значи традиционални струмички серенади можеш да слушнеш од нив, значи тие го негуваат уште од пред не знам колку години, значи струмички, значи и некако они се вклупуваат во тој етно стил. И затоа ги знаат сите стари струмички песни што се свирале некој време и некако ми делуваат како дел од нашиот тим и затоа ги избераме нив. Убаво е, еве вака да ги информираме на гледачите или пак да им доловиме, кога вие ќе седнете, нели, пред се како пријателки, не само како членки на Сдруженијето Вешта жена. Како доаѓате до тие идеи? Еве да речеме Илинка го избрала, нели, госпоѓа Илинка го избрала името фантазија од брашно, можеби вие имавте некоја друга идеја, другата госпоѓа имала друга идеја. Се прифаќаме, значи она беше кај мене во агенцијата и викам што да направиме, викам Илинче, ајде нешто да направиме интересно, викам. Нонстоп викам во Веште жени, значи освен се торти, колачи и главни јаденици. А благолекарите под забранија малку. Да, викам нешто, значи викам со брашно толку може, викам работи да се направат погачи, викам сега идат пред и вика Виле, вика фантазија од брашно. Викам браво, много се креативни. Името е, викам, направено и ни го прифанаа сите. Значи нема сај зашто ти го кажа, тој го кажа. Значи се прифаќаме една од друга. И одма право се собераме сите, значи ти што
ќе правиш, ти што ќе правиш, значи едноставно сме како мозаик, се вклупуваме право. Нема сега на пример јас това, не може јас тоа ќе го правам. Значи нема. Тетка Магдалена што се викам кралицата на тортите, викам ајде, викам сега ти. И вика јас ќе си правам това, викам јас ќе правам това, тај това и право сите се префанаваме, се договориме, значи сите ја префана идејата за джиновската погача, вика супер, баш вика добра идеја. Илинчето и она ја одобри и така решивме да се ќе видиме, се надам дека и ние како телевизија ќе видиме дел токму тој настан, па да ја доловиме на сите оние кои што нема да стасат да бидат таму, па да ја видат преку телевизиските екрани за колкави размери на погача ќе станува збор. Ајде малку сега да им доловиме на гледачите за она ваше дружење, па подоцна нели на она етновешта жена, како оние орачочеци продолжуваат, па дружбата тука, како тоа се одвива, па сите оние кои што се љубители на овие месења, на овие торти, погачи, ваквите готвења, како да станат дел, да ви се приближат, да не се срамат, да се опуштат, да ве прашат за се она што ги интересира, да им доловиме малку како вие си го поминувате, не само тој настан, него и подоцна секојдневното дружење кое што ви останува. Настаните, значи да се дружиме и надвор од настаните, значи постојано си одиме на кафе, имаме некои избеднувања, значи сега пред неколку дена кога беше, значи бевме повикани од Сдруженијето за порака, деца со посебни потреби, значи ја побара нашата помош од претходната етновешта жена. Имавме значи некои подготовки, слики и така они беа воодушевени од тоа и вика сакате да ни помогнете околу подготовка на некоја изложба. И ние се собравме, значи сите, отидовме, ги посетавме еден ден, значи цртавме, правевме. Имаме материјал документиран, можеме да ви дадеме, значи околу тоа, сигурно. И така, бевме цел ден таму, значи се дружевме, се смеевме, кафе ни варија, значи прекрасно си поминуваме, така да кој сака може слободно да биде дел од нашиот тим. Сигурно се прислушувате, па за, нели, за жал такво е нашето општество и за проблеми, и за било што, па ајде да пиеме кафе, па во недела што ќе готвиш, како ќе готвиш, дај ми некоја идеја, или па посебно околу празниците. Па не само за тоа, значи ние и при изработката, сите знаат дека сите се занимаваме во изработките на торти, и тоа некои големи за свадби или за веритба, па секогаш, значи времето не е склоно, може да ти се случи, се може да ти се случи, така да, значи, може слободно да се јавиш, значи, тука се пријателките во секое време, значи, си помагаме и во такви работи, па знаеме да направиме изненадување кога е роден ден на било кој од нас, значи, имаме го ние документираме и тоа. И такви избинувања, така да, значи, знаеме да си направиме да биде прекрасен денот, и ете ги покануваме, значи нашето друштво не е ограничено, значи отворено за дружење, па кој сака може слободно да ни се пријави. Ете ни престојат веќе и вешта жена во наредната година, што значи во февруари, како и секоја година. Ќе бидат подготовките за вешта жена, па еве еден апел, значи слободно можат и сега да ни се пријават. Значи може, ако биде присутна и на етновешта жена, може слободно да не се пријава. Значи ние сакаме, значи друштвото, затоа што во големите градови, јас не знам зошто кај нас е тоа така, но во, ете да кажам, Битола, Приле, Похрид, таму е, значи, секоја година има толку млади што се пријавуваат, значи, друштвото се изголемува, не знам зошто кај нас некако се ограничува како ети, ама тоа, значи, не е ништо страшно, значи, само... Може младите немаме време. Никога ќе дојдат и ми се допаѓа многу, знаеш, сепак прво замислуваат, како и секогаш младите си прават филмови кај тоа така, не, ништо не е страшно, друштвото е тука, се плашат, мислат дека мора да ги изработат тие, значи ако нешто не ти е јасно, например, ние секој пат си помагаме. Сакав да се надоврзам во контекст на разговорот што го кажа околу помошта. За еден роден ден печев целувки дома и јас оти толку нели искуство немав околу тоа, ги ставив во едни калапи алуминиумски и они се печат, никак да се испечат, а веќе роден денот уште 3 сата колку ќе биде. Моите целувки сите заврши во ѓубрето. Звона ми Ленче, викам целувките не ми ги цуцо, саките испечам, вика. И ја ти ги со таксито целата кво целувки испече ги, донесе ги, значи и во такви ситуации си помагаме.
А зашто не се спечели? Ајде да видиме малку од гурманскиот свет. Во алуминската какво ги стави в калапчина. А во алуминиум не се пече сутки, така? Па зашто не успеа да ги испечем, значи сум сгрешила, требало да ставам во друго. А и на хартија сигурно за подобро да излезат, полесно да излезат. И тоа, си помагаме. Јас верувам дека има многу млади домаќинки, еве и вака нели од наши пријатели, дружења, од наши другари познати, има многу вредни млади домаќинки и не мора да се домаќинки, има млади кои што обожаваат да прават различни јадења, ручеци, вечери, па еве нека бидат тоа и погачи или пак торти. Не се плашат да експериментираат во исхраната или пак во храната која што подготвуваат за луѓето околу нив. Меѓутоа, можеби ова наше денешно општество не ни остава време за такви манифестации или пак да бидеме учесници, иако тоа не е изговор, секако дека не е изговор. Токму тоа и јас ќе го кажа, значи ако сакаш нешто со љубов или ако сакаш нешто да направиш или да изразиш некоја своја креативност, време ќе најдеш. Значи јас не сум кој знае каква домакинка да се утепувам готвејки или правејки торти или сладки, меѓутоа еве наоѓам време, ме релаксира едноставно. Мојата креативност која сакам да ја изразам, во таквите моменти, на пример, си ја изразвам. Не значи тоа оти некоја може да биде 1000 пати поголема домакинка и од мене и од било кој друг. Не е поентата дека јас знам повеќе од другите жени. Нема врска, значи тоа. Едноставно треба да имаш љубов кон такво нешто и јавно да го споделуваш. Добро, домакинка е малку поголема. Значи има поголеми домакинки, дефиницијата и никој не ја знае тоа, меѓутоа. Дома сите дома готваме, сите дома мораш, ако не за другите, за себе да си направиш ручек. Не можеш се цел живот да јадеш во ресторанти. Значи има жени што континуирано си готват дома традиционални ручеци, нели, ама никој пат не се изразиле желба да се експонират. Значи желбата да ја споделиш јавно или својата креативност да ја изразиш преку ваквите манифестации, мислам дека пак добро дојде на. Да. И повеќе од користи од помош. Еве некаде пред самиот крај би сакала да ве прашам колку еве вие нели сте на терен, редовно правите такви манифестации и одите нели се шетате низ Македонија кај другите вешти жени кои што секако за поздравување. Само да ве прашам колку новите рецепти кои што можеме да ги видиме на интернет, нашите македонски домаќинки ги применуваат во секојдневните јадења. Дали воведуваат, еве да речеме, паста која што во Струмичко не се нели готвело за јадење, макарони со паста или пак шпагети со паста или пак еве лазањите кои што се исто така италијански, дали според вас се воведуваат во менијата во секојдневното јадење, конзумирање? Да, јас готвиме ги сите. Знаејќи ги пријателките што се дружиме, знаеш, и заедничко некои рецепти, значи ги поделуваме, одамна, затоа што можам да кажам и со година назад и во оваа бранша сме повеќе, значи одамна сакаме да експериментираме. Например, јас кој ќе видам некој нов рецепт, сакам да го пробам, да го видам, значи сум љубопитна. Доколку не ви успе, што понатаму? Па ако не ни успе, никогаш не се разочаруваме. Не се разочаруваме, знаеш, пред некој ден го приспособиме. Пред некој ден една пријателка ми побара еден рецепт и викам нешто не ми успеа, па викам ако еднаш не фрлиш еден оброк или било една торта, ако не тоа не значи не може да успее, значи така и почнува. Еве сега конкретно за туршијата, значи некни купив нели зеленчуки, еве туршија да правам и сега викам кој беше рецепт, си отварам интернет, 100 рецепти прочитах, викам кој са да го пробам јас. Едно време викам, јас да си го направам таа удакъл, што си го знам до сега и сега ќе видиме после 2 недели ќе видиме што сме направиле. Значи сигурно ќе биде топлото време. Сепак да служи многу за туршија. Причинители за грешките има искуства, секој што е пробал нешто додел рецепта, треба да се види. Јас останав да ви се заблагодарам и за денешното гостување, се надевам и сигурно сум дека нема да биде ваше последно гостување овде во нашето отворено студио. Уште еднаш ги повикувам сите оние гледачи, пред се гледачки како ваши редовни нели пратилки на вашите манифестации, дека во недела во 17 часот ќе започне етно вешта жената, потоа во годинешното име фантазија од брашно и пред се да ја видат, бидејќи сите мислам дека ќе бидат во нетрпение да ја видат како ќе изгледа оваа џиновска погачка.